Ги следите регионалните вести. Ова се настаните на денот. Во Тетовската противпожарна единица според законските одредби недостасуваат 65 пожарникари. На скијачкиот центар Мавро во викендов се одржа надпревар Red Bull Home Run, односно скијање и бордање во слободен стил. 27-годишната Моника Ѓорѓевиќ победи на општинскиот надпревар Вешта жена во Гостивар. Во Тетовската противпожарна единица според законските одредби недостасуваат 65 пожарникари, а исто така алармантна е и состојбата со возниот парк, чија старост е над 28 години. И покрај ова тетовските пожарникари понатаму секојдневно успешно се справуваат со бројните пожари во регионот. Според истражувањето кое го направи Центарот за граѓански комуникации за состојбите со противпожарните единици, во земјава недостасуваат 536 пожарникари. Најмногу од нив недостасуваат во Скопје, а веднаш по Скопје е Тетово, каде според законските норми треба да има уште 65 пожарникари. За ваквата состојба од противпожарната единица од Тетово алармираат со години наред. Во противпожарната единица во Тетово моментално вработени са и располагаме со 69 вработени или пожарникари спасители. Значи 69. Дали е тоа доволно? Не е доволно, бидејќи се работи за еден од поголемите градови на Република Северна Македонија, значи Тетово, ден уз ден градот како град се зголемува, вклучувајќи тука и покривањето на другите 5 рурални општини што гравитират покрај општината Тетово. Според нашите анализи, со бројот на жителите и со законот, значи и според нашите анализи што сме ги направиле, значи ни недостасуваат најмалку уште 60 до 65 пожарникари спасители. Но не е проблемот само со недостаток од пожарникари. Според Алити, поалармантна е состојбата со возниот парк, чија старост на возилата е над 28 години. Па, тоа е најголемата болест кај нас пожарникарите и кај сите територијални противпожарни единици низ цела Северна Македонија, значи со возниот парк стоиме многу лошо, бидејќи се работи со стари противпожарни возила. Сега просекот не знаем како да го кажем, но се мачиме, голема мака имаме со одржувањето и сервисирањето на противпожарните возила, бидејќи тие у секој миг и секој момент треба да бидат во состојба на готовност, оти никогаш не се знае што може да испадне во градот и околу градот кај што покриваме ние. И покрај вака тешките услови за работа, тетовските пожарникари секојдневно имаат полни раце работа. Според Алити, за изминативе месеци половина имале точно 90 интервенции, и тоа не само во Тетово, туку интервенирале при гасење на пожари и во останатите 5 општини од регионот. Безживотното тело кое вчера беше пронајдено на Шарпланина е сириски државјанин, информираат од СВР Тетово. Тој бил пријавен за исчезнат уште во декември минатата година. Вчера околу 11 часот планинарот Тетовско планинарско друштво кое се движело на тој терен во СВР Тетово пријавил дека на тетовското село Вејце на патот кон планинскиот врв Кобилица забележале безживотно машко тело. Екипа од секторот за внатрешни работи Тетово и лекар по судска медицина со хеликоптер на МВР се упатиле на местото и извршиле увид, при што била констатирана смрт без траги на насилство. По наредба најавен обвинител, телото на починатиот било пренесено во Институтот за судска медицина во Скопје за обдукција.
При увидот било утврдено дека најверојатно станува збор за 32 годишен сириски државјанин кој поседувал фалсификувани документи на име на друго лице од Шпанија, а кој на 28 декември минатата година во СВР Тетово бил пријавен како исчезнат. Во полицискиот билтен информација за кражба на автомобил застава 101 кој сопственикот незаклучен го паркирал на улица Борис Кидрич во Тетово. 35-годишникот Тетовски Челопек во СВР Тетово пријавил дека бил физички нападнат од негов соселанец на возраст од 25 години, а поради нерасчистени должничко-доверителни односи. Во Гостивар пак приведени 3 лица, од кои еден малолетник, поради поседување марихуана. Пратениците со 108 гласа за донесоа одлука за распуштање на Собранието на Република Северна Македонија. Со тоа е отворен патот за одржување предвремени парламентарни избори на 12 април. Председателот на Собранието Талат Џафери во денешната изјава за медиумите истакна дека сега обврска е на институциите да обезбедат услови за спроведување на фер и демократски избори. Можам да потврдам дека роковите утврдени од Државната изборна комисија можат да се испочитуваат до крај. Почитувани граѓани, лидерите се решија да го вратат мандатот кај вас. Обврска е на институциите да обезбедат услови за спроведување на фер, слободни и демократски избори на кои вие ќе го искористите вашето демократско граѓанско право и обврска. Апелирам до сите учесници на овој изборен процес, политичките партии, партиски активисти и членови на избирачките одбори и општинските изборни комисии и најважно од се до вас, медиумите, да бидат на висина на својата задача. Од 16 до 21 февруари на Попова шапка ќе се создава Снежен град, а неговите креатори се ученици од основните училишта од Скопје и околината. И оваа година организатор на настанот е Детскиот културен центар Карпош. По 44-ти пат на Попова шапка се реализира Снежниот град во организација на Детскиот културен центар од Карпош. Секоја година на оваа креативна манифестација, учениците од основните училишта од Скопје и околината имаат можност да создадат интересни скулптури од снег. Снежниот град се сработува од вчерашниот ден, а ќе трае до 21 февруари. Секоја екипа која што е формирана од минимум 15 ученици со својот ментор, предходно се подготвуваат за градење на својот објект, бидејќи им даваме слобода во креативноста и не ги ограничуваме со дадени теми, иако во минатото имавме теми зададени, но тука се гуши самата креативност на градителите, така што сега оваа година, еве денеска конкретно, се изгради едно огниште, кое што навистина огниште од снег е добра символика, да кажам. Потоа други градители изградија фигури од бајката Снежана и седумте џуџиња, значи сега се во изградба на џуџињата, Снежана е веќе готова, така да им даваме слобода на градителите да си ја искажат својата креативност. Следната година славиме 45 годишен јубилеј од постоење на оваа манифестација и ценам дека ќе интересот за градењето на снежните објекти ќе биде многу поголем. Драго ми е што има интерес секоја година и традицијата нема да ја прекинуваме. Годинава овој настан е поддржан и од Министерството за култура. 27-годишната Моника Ѓорѓевиќ победи на општинскиот надпревар Вешта жена во Гостивар. Нејзината свечена трпеза беше посветена на символите и обичаите за Свети Трифун. Викендов во Гостивар по 8 пат се одржа манифестацијата Вешта жена, настан кој ги собира припадничките на понежниот пол на едно место, да покажат што знаат и умеат со храната, да се дружат и забавуваат.
Титулата вешта жена на Гостивар за 2020 ја понесе Моника Ѓорѓевиќ за трпезата наречена Свети Трифун. Па јас професионално се занимавам со оваа работа веќе многу години. Готварством и правам торти и така да не е проблем. Мал дел од времето одвојувам се приготвува брзо, немам некаков посебно тешкотија некоја за да изработам сите работи. Покрај неа во надпреварувачкиот дел учествуваа Наташа Србиновска со трпезата Свети Валентин и Билјана Максимовска со трпезата наречена Цветна градина. Јас сум Србиновска Наташа, прв пат учествувам во вешта жена. Мојата торта се нарекува Срце, изработена е од ванила, чоколада, бисквити. Тоа, главното јадење ми е пилешки стек со солена торта и во вид на тортата изработена е. Па не знам, така пробав, почнав и рекол, ајде, ми иде тоа, рекам, ќе пробам уште еднашка. Иначе имав желба, стварно од кога имав желба да се надпреварувам, ама еве сега решив ова година да се надпреварувам. Што сте по професија и колку години имате? Имам 46 години, работничка сум, мислам. А имам средно завршена работничка, сум во Леар Corporation. Освен надпреварувачките, на манифестацијата имаше и 2 гран при трпези, подготвени од гостиварки кои се дел од вешта жена од самиот почеток, Миријана Србиновска и Елизабета Питулкова. Значи, навистина е убаво чувството да се биде и како организатор и како учесник. Затоа што јас сум и организатор оваа вечер и учествувам во Гран При маса. Што имате на вашата Гран При маса? Мојата Гран При маса е звезда водилка. Значи, нешто, необично баш за вешта жена, али убаво. Вешта жена како вешта жена е еден пример за нас жените, каде што не дека ние треба да се надпреваруваме, туку повеќе тоа за дружба и на сите оние кои сакаат да учествуваат е добре дојдено, затоа што ова е една манифестација така речена која е убава и за око и за душа. Карванот вешта жена 2020 почна токму со манифестацијата што се организираше во Гостивар. Гостивар оваа година ќе биде и домакин на Републичката вешта жена која ќе се одржи на 31 мај во комплексот, црковниот комплекс во Зубовце. Ние бевме, видовме на лице место, се договоривме со црковниот одбор. Тоа е делот каде што генерално сите вешти жени од Република Македонија со своји средства припремаат храна, ја донираат, нормално ја продава, средствата се донираат за самиот објект кај што се одржува. Победничката Моника ќе го представува Гостивар на Републичкиот надпревар за вешта жена. На скијачкиот центар Маврово викендов се одржа надпревар Red Bull Home Run, односно скијање и бордање во слободен стил. Надпревари од ваков тип за прв пат се организирани во нашата земја. Стотина учесници го почувствуваат спортскиот адреналин на надпреварот Red Bull Home Run, кој за прв пат викендов се одржа во Македонија на скијачкиот центар Маврово. Се работи за скијање и бордање во слободен стил, без капи и одреден пол и возраст. Имаше и маскирани учесници. Интересно во оваа трка е со тоа што може да има маскирани. Значи може по своја слобода да си облечат било каков костими да се појават на трката. Значи нема некои капи и поминување, него има една стаза која што е одредена и таа стаза треба да се возат сите. Ја го водам настанот, вчера имаше забава, пуштав музика и тоа е мојата улога. Јас не сум за да се тркам за да победам, него наставно така да има убава енергија да се мотивираат тркачите. Чим ја можам, секој може. Стартот на надпреварот беше од жолтата патека, а учесниците финишираа кај ски школата. Освен скијање, бордање и добра маска, надпреварувачите покажаа и други вештини. Самата трка започнува со трчачки старт. Тоа значи дека прво 100 метри сите надпреварувачи трчаат без своите ски, без своите бордови. После тоа гледаат што побрзо да ја облечат својата опрема и продолжуваат надоле по стазата. Почнува негде од средина на ски центарот, кај жолтата стаза и завршуваат тука баш каде што е шаторот.
отприлика тоа е тоа, се надпреваруваат и машки и женски и скијачи и бордери, и бидејќи не е толку професионално, туку повеќе и рекреативно, имаме уште еден бонус момент, односно сите можат да се маскираат. Учесниците велат дека вакви надпревари се повеќе од неопходни за популаризација на слободните спортови, но и промоција на македонските планини, кои имаат голем потенцијал, а не се доволно искористени. Тие адреналински спортови кај нас се застапени уште пологи години, значи 10-20 на години. Цело време се трудат луѓето да кренат свеста дека тие постојат кај нас, дека стварно има луѓе што се трудат и ги бива во врска со, не мора да е скијање, може скейтање, било што така натака. Треба да се крене на некој поголемо ниво, меѓутоа главниот проблем е што луѓето не сваќаат дека ова може стварно да се смета како вистински спорт, туку многу луѓе го гледаат само како хоби. Тоа е главниот проблем што треба да се разреши на некој начин, ама вакви евенти како што кажав ќе придонесе на тоа стварно луѓето го гледаат ова како вистински спорт и луѓе што ставаат труд и се трудат да постигнат нешто од овој аспект. Алек Бошковик, представник на Red Bull од Србија, вели дека ваквите надпревари ги промовираат слободните спортови, на кои не им се обрнува големо внимание. Не само локално, него и на глобално ниво. Секако, ваквите надпревари придонесуваат за популаризација на овие видови спортови. Еве, на пример, баскетот 3x3, на кој не му се обрнуваше големо внимание, сега е олимписки спорт, а до сега не бил. Значи, тоа е и целта, да се вложува во вакви спортови и истите да се популаризираат. Надпреварот Red Bull Home Run беше пропратен со добра забава на центарот, каде присуствуваа голем број туристи. Љубителите на спортот од полок имаа можност да проследат богат спортски викенд. Ова се постигнатите резултати. Во 19-тото коло на првата македонска фудбалска лига беа постигнати следниве резултати. Академија Пандев Шкендија 1:2, Ренова Силекс 0:1, Вардар Македонија Ѓорче Петров 3:1, Струга Тримљум Работнички 0:1 и Шкупи Борец 2:0. На табелата во водство е Вардар со 39 бодови, Шкендија е втора со 31, додека Ренова е на 9-тото место со 19 поени. Во втората кошаркарска лига Запад се одиграа надпреварите од 10-тото коло. Тетекс беше поразен на гостувањето во Струга со 74:55 од Црн Дрим. На останатите надпревари Хераклија Спорт Тим 104:81, Мега Баскет Чаир 89:76. Надпреварот помеѓу Албес и Партизан е одложен. На табелата во водство е Црн Дрим со 16 бодови, додека Тетекс е на 6-та позиција со 13 поени. Со надпреварите од првото коло на плей-офот започна и машкото одбојкарско првенство. Во дербито на колото Универзитет Тетово со 3:0 ја совлада Лирија. Вардар со истиот резултат беше подобар од Весна Пробиштип. Дуелот помеѓу Џио Струмица и Студент се игра денес. На табелата води Вардар со 27 бодови. Универзитет Тетово е трет со 19, додека Лирија е четврта со 17 поени. Во женската одбојкарска лига тетовските екипи разигруваат во плей-аутот за пласман. Бамикор со 3:1 загуби на гости од Студент, додека дуелот помеѓу Македонија Макс и Универзитет Тетово е одложен. На последниот надпревар Ускана го совлада Пелистер на гости со 3:1. На табелата Универзитет Тетово е петти со 7 бодови, додека Бамикор е на 6-тото место без ниту еден поен. Ги следевте регионалните вести. Ви благодарам на вниманието. Пријатно!